ќе им најдете секакво оправдување освен да излезете и да му кажете на премиерот и председател на вашата политичка партија: премиере, те гласаа 430.000 луѓе, не испорача ништо. Никој не е у затвор. Никакви економски резултати нема у државата, никакво придвижување поднос на европските интеграции, никакви реформи у правосудство, никакви реформи у образование, у здравство, учебници повторно нема. Луѓе повторно умираат у болниците затоа што, не знам, некој е нашмркан, затоа што нема доволно кадар, затоа што сте вработиле партиски потршковци. Исто е, све е исто. Ама никој од вас нема муда да иде да му каже на човекот кој што го гласал: шефе, зашо не испорача? Сега знаеш кого ќе теретат? Членството ќе теретат. У ВМРО ќе вика: абе, се опуштија, мислат на власт сме, па сега не мора да работат, не мора да трчат, нека идат тамо, нека делат пакетчиња. Џабе делат пакетчиња. Џабе и Орце Ѓоргиевски можеби имаше и добри резултати у кисела вода, ќе победеше у прв круг, да имаше ВМРО да помене подобра политика на централно ниво. Не били исти локални парламентарни. У Македонија е исто. 300.000 луѓе гласаат за ВМРО не заради Христијан Мицкоски и неговите успеси, него заради ВМРО. И тие 125.000 што гласаат за СДСМ, гласаат за СДСМ заради тоа што е СДСМ, не заради Венко или Петко или Станко. Да бидеме реални сега. Знаеме у која држава живееме, знаеме како размислуваат тие луѓе кои што гласаат за истите политички партии 35 години. Зашто бе луѓе, место на нас да не се љутите? Зашто не им се љутите на тие што сте им дале доверба и ја изневериле?